Од собраниската говорница, каде како пратеничка гласно дебатираше за сите теми од интерес на народот, Бети Стаменковска Трајковска влегува во трка за градоначалник на општина Кисела Вода. Во интервју за Курир таа одговара што представува за неа одлуката на владеачката партија, токму таа да биде личноста со која ќе бараат доверба во оваа скопска општина. Зарем има поголема чест една партија која што е така моќна, така добро организирана, да даде доверба на една жена која што претходно се покажала и докажала. Да, од пратеничките клупи, со поддршката од партијата, одлучив да бидам кандидат за градоначалник на општина Кисела Вода и јас овде многу сакам да спомнам за големината и тежината на одлуката која што и тие како партија ја имаат донесено, но исто така и јас како личност што ја имам донесено. Ќе почнам првин од себе. Јас како личност, верувајте ми, колку и да човек размислува, нели сепак е предизвик голем, бидејќи е голема одговорност која што допрева следи од една страна, но исто така и она ниво на работа која што треба да се покажува во иднина за Кисела Вода, треба да биде уште поголема, бидејќи знаеме сега во каква состојба е општината, а каква беше пред само 4 години. И не ме плаши, и сум многу силна, и сум многу храбра, заради тоа што стои една одлична партија, еден одличен тим позади мене, кој и tekako сум сигурна дека ќе имам поддршка и дека одлично ќе ја завршиме работата и знам да се шегувам во овој дел, дека ќе бидам подобра од Орце со негова помош. Тоа е тој како градоначалник на Скопје ќе продолжи совршено добро да си ја работи работата како што го правеше изминатиот период за општина Кисела Вода, а со негова помош заедно тимски, како што и соработувавме претходно, ќе продолжиме да ја градиме Кисела Вода во оној правец во кој што навистина заслужува не само Кисела Вода, туку и цела држава. Жителите на Кисела Вода ја познаваат, а состојбата во општината за неа не е непозната. Таа постојано е меѓу своите сограѓани, тука живее, се сретнува и разговара со нив. Ја прашавме какво место за живење е Кисела Вода, а таа одговара: најубаво во цела Македонија. Кисела Вода е една од најубавите општини, нека ми простат сите општини останати во Република Македонија. Јас Македонија многу си ја сакам, ама секако најмногу тежи од кај што ни е грудката. Кисела Вода како општина изобилува со многу различности. Различности кои на крајот се привлекуваат. Ние овде имаме еден урбан дел, но исто така имаме и рурален дел. Имаме многу зеленила, имаме многу паркови, имаме многу организирана средина, но исто така можам слободно да кажам дека Кисела Вода изобилува со можност кога некој човек сака да ужива во мир, во тишина, да си го дозволи тоа, но кога сака да има и малку по-интензивна атмосфера, по-атрактивно нешто или по-културно нешто и така натаму, и тоа да го има. Значи, тие различности кои што се плетнати овде во Кисела Вода, навистина возможуваат и да привлекуваат многу луѓе, да се населуваат овде, да привлекуваме исто така како општина луѓе кои што, а и сведоци сме, кои што сакаат своите работи да се ги работат овде на територија на општина Кисела Вода. Значи една општина која што навистина може да понуди многу, нуди сега, а и во иднина со плановите што ги имаме може да понуди уште повеќе. Актуелниот градоначалник и кандидат на изборите за град Скопје Орце Ѓоргиевски направи една преобразба на општината. По 4 години, неговиот наследник ќе има тешка задача да го задржи темпото и да ги исполни очекувањата. Стаменковска Трајковска вели дека со голема посветеност може да се успее, а дека општината со која сака да раководи заслужува макотрпна работа. Многу убаво го знам, заради тоа што многу добро соработуваме и знам што значи целосна посветеност пред се за општината, за граѓаните и за секој еден човек. Орце е толку широк човек што не се ограничува само на територија на Кисела Вода. Тоа е до карактерот, нормално. И нашата соработка која што ја имаме, имавме и ја имаме се уште, знаете како, свесна сум и знам дека со голема посветеност
може да се успее и секако тоа ќе продолжуваме да го правиме и во иднина. Општината го заслужува тоа и ние како луѓе треба да се стремиме секој еден период во нашиот живот да ни биде и да се искачуваме на ниво погоре. Значи, и работењето кое што досега го имавме овде во Кисела вода, или јас како пратеник, нели, на почетокот сме биле едни, со тек на време се изградуваме да бидеме уште подобри, така е во секоја можна област во животот кој што ќе работиме, во секој ден можем предизвик кој што ќе го работиме, да бидеме подобри од она што сме биле претходно. Со работа може тоа да се направи. Образованието е во нејзиниот фокус. Таа по професија е професор, добитничка на орден Витез од редот на академските палми од Француската република, поддржувач на реформите кои водат до поквалитетен образовен систем во Македонија. На образованието ќе стави посебен акцент и во програмата за локалните избори. Еден од приоритетите во моето работење е нормално темата образование. Да се вратам на орденот кој го добив од Француската република. Тој е орден на заслуги кој се добива заради посветеност во ширење на францускиот јазик и култура на нашите простори. Тоа е една интересна ситуација каде нормално, градејќи го она што ние го имаме како образовен систем, градејќи ги успесите на нашето ниво, од нашите наставни планови и програми, тоа е плюс на доградба на сето тоа. Имено, ако сум можела да го правам во најзадоволително ниво она што е неопходно и она што би значило најдобро работење во образовниот систем и да го надоградувам истото, зашто да не и да продолжам. Мене навистина тоа ми е лична желба, заложба и еден од приоритетите во програмата која веќе ја изработивме за следниот период за општина Кисела вода ќе биде и образование. Образованието секогаш има простор да се надоградува. Со одличната соработка која што ја имам на релација со Министерството за образование и наука, јас верувам дека ние многу можеме да направиме во Кисела вода. Од вметнување на новитети, како што се ќе открија мал дел училници на отворено, значи со климатизација од оние делови кои што се пак и неопходни. Климатските промени се го направија тоа да навистина сме сведоци дека во одреден период од годината веќе ни треба понеопходно ладење отколку загревање. И сите тие потреби кои што ги имаат и учениците, но исто така и родителите со воведување на едносменската настава и правење на тоа дека навистина воспитувањето треба да биде на едно повисоко ниво, воспитниот процес во училиштата треба да биде на повисоко ниво, надпреварувачкиот дух да го развиваме кај учениците и се што може да направиме да тие помалку бидат на социјалните мрежи, а да повеќе се дружат и секако да го зголемуваат своето знаење. Но не да го зголемуваат знаењето и сето тоа на еден наметлив начин, туку нив да им биде желба да го прават истото во училиштата и во домовите сеќите. Може да се направи тоа и заедно јас сум убедена дека ќе го направиме тоа. Противниците со кои Стаменковска Трајковска ќе се соочи на избори веќе се познати. Вели дека очекува валкана кампања, додека таа најавува искрен пристап, честност и позитивна кампања за граѓаните. Ќе употребам еден збор многу прљава. Зошто? Заради тоа што уште не започната кампањата, јас на лица кои се на нивните советнички листи сум предмет на навреди, на омаловажувања, на дискриминација, зашто сум жена пред се, зашто имам одреден стил на облекување или не знам што, сум предмет на многу голема критика и навреди и очекувам се од нивна страна, но тоа ни најмалку не ме обесхрабрува, туку баш напротив ме прави многу посилна и многу уверена во тоа дека во оваа битка јас ќе успеам.
Јас имам намера да водам една позитивна кампања која што е за граѓаните. Ние граѓаните треба да ги запознаеме дека во животот има и позитивни работи. Нема само навреди и негативни елементи кои што се навикнати луѓето за жал да ги користат. Кога се во неубава ситуација, како што се моите противници, да речам. Од сите овие противници кои што ги имам, дел од нив имам сознание дека се и финансирани од некого за да бидат противници, но тоа си е нивен личен избор. Јас знам дека граѓаните ќе ја препознаат искрената намера, честноста која лежи во мојот карактер и во моето однесување и сум сигурна во успехот кој ќе го постигнеме, бидејќи успехот ќе биде за сите нас. Довербата од граѓаните на избори ќе ја бара со богата програма полна со проекти за добробит на сите. Акцент ќе се стави на чиста и здрава средина, решавање на проблемите на граѓаните, а во фокус вели ќе бидат сите категории на луѓе и животните. Кисела вода како општина не добиваше поддршка од градот Скопје во изминатиот период и заради тоа е состојбата на незадоволително ниво, би кажала, иако самата општина и вработените во општината, градоначалникот дава максимум од себе да се одржуваат површини кои не се во нивна надлежност како општина, кои се во надлежност на град Скопје. Сето тоа заедно тимски мораме во првиот период да го надминеме. Она што ќе продолжиме да го правиме е да го решаваме и просторот во урбаниот дел со паркирање, заради тоа што иако беа направени повеќе од 1000 паркинг места, се уште проблемот со паркирање постои. Понатаму детски качиња ни требаат многу повеќе, треба наталитетот да се зголемува, но исто така и општината треба да дава поддршка и мотив за тоа со вакви организирања на секојдневното живење на родителите, бидејќи сега во Кисела вода веќе немаме листа на чекање во градинките, но еве да се фокусираме и на тој декоративен момент. Имаме предлози за во програмата исто така фокус ќе ставаме и на младите, пензионерите исто така се во нашиот фокус, значи буквално сите категории на луѓе, но исто така и животните морам да напоменам дека не се исклучени, бидејќи домашните животни знаат да бидат еден многу голем и близок дел од секојдневниот живот на граѓаните и ние треба да бидеме онаква пријателска средина на едно повисоко ниво од ова што досега навистина се направи во изминативе 4 години. Да продолжиме по патот на успехот и да ја правиме Кисела вода многу подобро место за живење. По немилите настани каков што имаше и во Кисела вода, таа оцени: пожарите кои се случуваат не се резултат на случајност, туку на организирани действија, со цел да се наруши безбедноста и да се предизвика чувство на страв и несигурност кај граѓаните. Во интервју за Курир детално објаснува која е всушност незината порака на оваа тема. Јас пред да ја кажам мојата порака, јас би сакала само да поставам едно контрапрашање што би се рекло за да се примети овој начин на размислување, тоа е ние бевме опозиција 7 години во Република Македонија и за изминативе 7 години не беа забележани вакви пожари, вакви неприлики како што се забележуваат изминатиот период. Зошто ВМРО ДПМН и дел од луѓето од коалицијата Влен додека беа опозиција не го практикува ова, туку едноставно одговорно и честно се однесуваа спрема средината. Јас знам, ние сме биле опозиција и ние кога дававме критики на тогашната власт, ние дававме во истиот период и решенија. Во истиот период и решенија. Значи, ние критикувавме, да, јас сум била таја која критикувала дека образовниот систем на начин на кој што тие сакаа да го уредуваат беше неправилен
и дававме одма решение како тоа да се направи. Дали сме сега ние сведоци на такво нешто? Не баш напротив, ние сме сведоци на тоа дека се критикува зошто има пожари, а не се изнаоѓа одредена ситуација со која што ќе се алармира или добробит со која што ќе се алармира истите да престанат. Зошто не престануваат истите? Ни се случува и летниот период, нели, голем број на пожари кои не биле забележани во изминатиот период, изминатите години, и сега еве имаме тенденциозно нарушување на стабилноста во државата. Кој би можело тоа да го направи? Прашањето оди само во тој правец и оправдани се сомнежите дека од позиција на немоќ, од позиција на безидејност, од позиција на деструктивност се прават само вакви неконструктивни и неубави напади. Сепак истиот воздух го дишеме сите. Сите живееме во иста средина. Зарем треба да дозволуваме на ваков начин? Имаат многу поубави начини. Наместо да седат креаторите на сите овие неприлики, наместо да седат и да си ја вршат својата работа, наместо одговорно да се однесуваат спрема државата, луѓето ќе го препознаат тоа ако го прават. А ова нивно неодговорно работење, исто така и тие ќе го препознаат, ама затоа локалните избори ни се за одреден период и јас верувам дека граѓаните ќе го препознаат сето тоа и повторно истите ќе бидат казнети на овие локални избори.